Време и за првото гостување во денешното издание на Македонија наутро. Зборуваме за најновиот приручник кој што го издаде првата детска амбасада во светот Меѓаши со наслов Сите сме деца на овој свет, како да се разговара со учениците и децата за бегалската криза. На оваа тема разговараме со мојата гостинка. Велам добро утро за Ана Битолјано од Меѓаши. Добре дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата. Ученици, наставници, родители, млади, генерално сите се опфатени во овој нов проект на Меѓаши. Ајде детали за него на самиот почеток. На некој начин да, иако фокусот ни е како во училиштата, во структурирани некакви единици да се отвара прашање за бегалците, бегалската криза, пред се за состојбата на децата, кои што се во таа исклучително тешка состојба. Поделене на повеќе секции, меѓутоа може од најрана возраст до некаде пред повертетска и пред полнолетство, зависно од возраста на кој начин ќе се разговара со нив. Би ве замолила само да ми го подадете прирачникот, за да може да го покажеме и на нашите гледачи на македонски и албански јазик. Генерално им помага на децата да ги сватат, да ги осознаат своите права, да ги усврдат конекциите со своите деца, со ученици, со генерално сите деца од различни. Повеќе во правец да видат што ги поврзува, што е слично помеѓу нив и останатите деца, односно децата бегалци во овој конкретен случај, и да развиваат емпатија за нивната состојба. Лесно е да се заборават и да на некој начин се игнорираат, бидејќи за нив се слуша само на вести, се слуша само во некакви негативни конотации, така да ова е обид да се разбере дека некои деца тука блиску до нас имаат сериозни проблеми. Така. Оно што секако треба да го потенцираме е дека ние како родители често знаеме да кажеме дека во ова брзо време забораваме на децата, забораваме на семејството, забораваме на оно што е најважно, да ги научиме на децата на основните човечки вредности. Такму така. Во брзово живење не останува многу простор ни за некои суштествени крупни работи. Меѓутоа мислам дека се што се случува, се што е непосредно влијае и на светот на детето и во глобални рамки треба да биде разговарано со децата. Но какви се во моментов впечатоците? Генерално прирачникот се однесува и на тоа дека децата треба да ги сватат сите деца без оглед на тоа која националност е. Вие верувам дека правевте многу истражувања на терен. Што е она што како информација го имаше Меѓаши до сега? До сега на различни начини оваа тема бодувавме да ја адресираме. Постојат низа наставници кои што и без овој приручник работеа на тема солидарност, емпатија, сочувство. Ова е обид да им се олесни работата и да видиме која е она клучна нишка, на кој начин другите деца може да сочувствуваат со децата кои што се во неволја. Без оглед дали тоа на нив ќе им се случи или нема да се случи, ние треба да и одговорни сме да растеме одговорни човечки суштества. Врз кој принцип ќе се развива проектот наредниот период? Го промовиравте прирачникот неодамна. Како ќе се реализира? Ние работиме на повеќе нивоа. Едниот е собирање директна хуманитарна помош, која што беше најитно, најургентно на почетокот на кризата. Во моментов работиме со самите деца бегалци на некој вид уметнички арт работилници во кампот Табановци. Ова е сега од друга страна обид да се помогне во решавање на истиот проблем. Ова е сега како од надвор, тие да видат што им се случува на тие внатре, да сочувствуваат, да им пружат поддршка, да видат на кој начин и впрочем можат да помогнат. Главен акцент се става секако на мировното образование, со цел да се направи подобра, да кажем, општествена промена. И тоа секако е вредно да се спомне. Тоа е сублимација на долгогодишната работа на Меѓаши, бидејќи ние се бавевме со прашања поврзани со мирот, со човекови права, со детски права и така натаму на повеќе различни начини. Сега сакаме, ако можеме, да придонесеме колку што можеме во обид да имаме едно вредносно засновано образование, во кое што нема да биде важно само содржински што се учи, туку и начините на кои што се учи, и во кој што ќе се развива се ова за што збориме. И емпатија за другиот, и себе спознавање, меѓутоа истовремено и љубопитство кон другите нешта околу нас, кон светот, каде сум јас во светот во кој што живеам, и како на крајот на криштата повторно ќе се вратиме на прашањето на одговорност. Јас како одговорно битие кое што се грижам за себе, меѓутоа истовремено се грижам и за другите. Но коригирајте ме ако грешам, барем мојот впечаток е така дека генерално ние повозрасните имаме многу помалку толеранција отколку децата. Има многу работи од кои што можеме да учиме од нив. Апсолутно, и тоа е еден од новите пристапи, впрочем, да се потсетиме на обавите работи, на онаа некаква наивност, оптимизам, на чувство за друг, кој што во раната возраст, за чувство за природата, што би рекол професорот Темков, кој што во раната возраст се има. Некаде под притисок на времето, на екзистенционални проблеми, на се она што ни се случува како живење на возрастни, тоа го забораваме. И може би е добро да ги навратиме тие процеси да бидат двострани, да ги учиме децата што можеме, меѓутоа истовремено сме свесни дека низ тој процес учиме и ние.
Ќе се спроведува проектот во сите училишта на ниво на Македонија или? Не. Пред се помош и поддршка за наставниците кои што се вклучени во мировно образование и кои што работат веќе долг низ години на различни програми. Меѓутоа, ќе го дистрибуираме во сите училишта и ќе се трудиме колку што можеме да ги поддржиме секаде каде што има интерес. Најчесто овој тип на работа останува на ентузијасти поединци кои што имаат волја и енергија да го туркаат без оглед дали се вклучени во некој проект или не. Таму каде што работиме секако ќе се изведува, на другиве места ги повикувам и поттикнувам да не контактираат. Тука сме за соработка во секое време. Со оглед на тоа што сте и гостин во Македонија на утро, би ве замолила некаде пред крајот на разговорот да им дадеме совет на сите родители, ученици, наставници кои што во моментов не гледаат на првиот канал на македонската телевизија. Ова е тема на која што треба да се дискутира многу. Како и сите големи теми кои што премрежуваат или кои што ни да се начин влијаат, треба само да се одвои време и да се најде адекватен начин да се разговара. Се чини дека разговорот е клучно нешто што ни недостасува. Време да препознаеме дека е време да одвоиме да препознаеме дека битните нешта заминуваат, поминуваат, неразговарани, дека децата без оглед дали возрастните ќе обрнат внимание на тоа или не, помеѓу себе ќе наоѓаат начини како да се справуваат, како да разговараат, што да заклучуваат, на кој начин го восприемаат светот во кој што живееме. И она што е веројатно многу важно, да не осудуваме без да запознаеме, бидејќи ние често ставаме гард. Не знаеме, па непознатото ќе го оттурнеме од нас. Лесно е да ги етикетираме другите, особено како што викате самите за кои што немаме многу информации. Ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание на Македонија на утро. Останете на првиот канал на МТВ во продолжение дел од програмската понуда на македонската телевизија, веднаш потоа уште една актуелна тема.